Вистинска врвулица во трговските центри во деновите пред празниците. Шопинг моловите полни, ама кесите се попразни за разлика од пред неколку години. Иако кризата ја намали новогодишната еуфорија, но сепак барем за момент можеа да се забележат насмевки на лицата на граѓаните. Ако се направи една обиколка посебно во поголемите трговски центри, може да се забележат насмевки на лицата кај добар дел од граѓаните. Сите брзаат за некаде купуваат, како да нема утре, но сепак сите забораваат дека се уште сме во економска криза. Иако празничната еуфорија годинава е во минимални дози за разлика од претходно, сепак граѓаните даваат се од себе за да си ги разубават деновиве. Новогодишната шопинг треска сепак не запира тука. Најважни се плановите за самиот дочек на 31. Опции има многу: кафеана, ресторан, хотел и така натаму, но сепак се зависи од семејниот буџет. Главно граѓаните ќе останат дома за Нова година, барем оние повозрасните, кои велат дека ќе потроша значителна сума за подготовка на храна, но и да си земат нешто за пиење. Дома, у домашна атмосфера. Да, појачана со некои нови моменти и ефекти за да биде поинтересно. Има добри понуди, реално не се многу скапи. Би сакала јас да одам, ама ете врзани сме со бебето, така да дома. За Нова година во Македонија ќе сум, а после тоа надвор. Стандард дома. Тоа се понуди со семејството. Би требало дома да сме, а ако испадне некоја ситуација може некаде ќе уплатим. Од дома со фамилијата, со другари. Прво од се бајле, па после тоа дома најубаво. И на крајот од оваа година граѓаните не заборавија да се пожалат дека парите не стигаат за се, зашто скапата живеачка, економската криза, но и инфлацијата велат дека си го направиле своето. Па не стигаат, ама ќе кратиме од дневни работи за тука да надокнадиме за Нова година. Мојата пензија е доволна за мене, али сепак за моите пријателки и другарки не. Катастрофа сме сега, правиме муабет за баклава, како ќе не куфта, што ќе не куфта. Све танчиме, значи времето е поготово нас пензионерите за жалење сме. Иако испраќаме година која беше економски тешка, после изгледа дека граѓаните колку толку се обидуваат да заборават на секојдневните проблеми. Паралелно стравот од празни джебови после изгледа дека останува и за новата 2023, но барем за момент секој сака да се опушти и со насмевка на лицата да ја дочека годината пред нас. После пандемијата супер е, расположението на ниво.